Добре дојде во новата сезона на Луѓе и места ви посакуваме од Матка, на само 15 километри од Скопје. Наш гост и домакин е Јаков Дренковски, музичар и пчелар, кој секој 5 јануари влегува во ладните води на Треска за да се искапи, да ги собере пријателите и да им посака од срце здравје, среќа и берекет во годината која што следува. Четврт век трае оваа традиција на зимско капење. Во последните години уште неколку негови пријатели влегуваат со него во ладните води на Треска. За Јаков, Матка е неговиот дом, иако никогаш не живеел постојано тука. Но тој вели дека домот е таму каде што ти е полно срцето, а Матка нему му го полни срцето, му ги полни батериите или како што вели самиот со песна, Матка ме вика. Секој од нас во срце го носи твоето моќно име Матка, и од душа хидна пе. Ние сме дел од животот твој, вечно деца, спелеолози, алпинисти, кајакари, родени планинари. Да тоа е Матка од планина сува, ветерот дуа, воздухот пен, Матка ме вика. Самата планина, самата вода, реката поточно, е еден дел кој сите нас не одушевува, не привлекува, да не речем и не повикува во било какви случувања, дали ќе одиме да пешачиме или ќе одиме да се капиме во период кога прилега. Но за мене ова река, не ја нарекувам Јордан, бидејќи Јордан се наоѓа многу подалеку од тука, ова река Треска, и не туку така се вика Треска, бидејќи по своето студенило е позната кај сите нас. Но сепак и тоа студенило кај мене роди една убава топлина, поради тоа што овде кога најдов местото каде што јас петиот ден од годината влегувам во вода, се капам, а со тоа капање како еден чин сакам да им изразам една добра желба на сите оние мои пријатели кои го прифатија тој чин во тој ден, ден каде што не прилега за капење, со оглед на тоа дека е 5 јануар, некојаш има снег, некојаш нема снег, но сепак со едно чисто, отворено, искрено срце да им посекам на моите пријатели кои во оние новогодишни празници не би можеле да бидеме заедно со оглед на обврските кои ги имаме, а пријателите се многу по бројка. И единствениот начин за да дојдеме и се видиме и си посакаме се најубаво во животот и преку ова студена река да им спратиме на сите наши пријатели, бидејќи ова река ќе не врзе во целиот свет. Преку Вардар во Егиот, а преку Егиот, Средоземно море и Атлантикот, со сите најубави желби и да еден ден бидеме споени, братени во една братија. А се започнало во средината на 80-тите години од минатиот век, при еден негов престој во Русија, земја со голема традиција на зимско капење. Првото негово влегување во студена вода зиме го разбудил кај него поривот тоа да го направи и тука, дома, на Треска. При едно мое враќање на едно гостување во тогаш Советскиот сојуз или Русија, тоа беше декември месец и тоа токму 19 Свети Никола, празникот. Тогаш од мојата хотелска соба забележав дека една група луѓе влегуваат, прво во кршот мразот и влегуваат, а јас бев веќе подготвен сакајќи да влезам во хотелскиот базен, да го исполнам своето време, дека престојам во хотелот. Меѓутоа, љубопитноста не може да се задоволам ако и јас физички не бидам таму присутен. И јас онака облечен во гачи за капење и наметката што имав на себе, истрчав во својата соба преку рецепција и право до кај Нифао, далечината беше некако околу 200 метра. Надвор беше минус 23 степена. Стасав до местото на тоа случување. Нозете до глужда ми беа црвени како патлиџа. Ниту може да се вратам, бидејќи беше многу студено, морам да признам. Но забележав дека влегуваат сите, водата испарува и на крајот влезе една трудница. И се рекол, кога таа влегува, и јас ќе влезам. Влегува водата и се почувствував многу пријатно, влажено, нека водата како да ме прими, толку беше топло. И кога сето тоа заврши, разговара со, да речем, главниот во сето тоа организирање нивно,
по кој повод се го прават, тоа било семе на славан Свети Никола таму. При моето враќање овдека сакав и јас нешто такво да направам, но тоа да го искористам во еден прикладен момент каде што ќе можеме да бидеме сите заедно. Мислам на пријателите. Тоа се случи тој пети ден, ниту беше првиот, ниту вториот, затоа што после новогодишните празници имаме обврски кои со моите најмили во посета. Тогаш знаеме да капка повеќе да се напиеме, затоа четвртиот ден го оставив за рехабилитација. Петиот ден го одбрав токму однако одморени да дојдам овдека без најава со моите пријатели кога дојдов овдека дека ќе го направам тој чин на капењето. Имало и години кога тој бил надвор од државата во тој период, но неговите пријатели се собирале на треска, а Јаков се капел онаму каде што престојувал. Во тие години традицијата продолжувала и покрај неговото физичко отсуство. Кога се 25 години, секој може да предпостави дека станало својвидна традиција. Не е врзан за никаков празник, ниту православен или следните денови како празнични што ги имаме. Меѓутоа, случајно се поклопува со Свети Наум. Се поклопува со непосредно пред одењето на коледарските огнови. Меѓутоа, јас тоа не го земав како причина за капењето. Едноставно сакав да биде влегувањето точно во 12 часот на пладне, за да направам еден своевиден празник за своите пријатели, кој верувам дека тој празник и тие го прифатија, и тие го сметаат за нивни празник. Затоа и мене ми се придружија кон тоа капење, и сега ги имам Борче и Златко како придружници на тоа капење, и во момент, ако бидам јас осутен, тие доаѓаат овдека и го обавуваат тој чин, тој момент на капењето со сета она порака, испраќање кон сите добронамерни луѓе на ова наша планета. Огромен чекор имам направено кога дознав, односно кога разбрав дека не знам ништо за водата. И тоа што почнав да буквално и да читам и да ја осознавам водата, што квалитет имаме на оваа планета. Да отпатуваме на месец, никој нема да бара нафта или злато, сите ќе бараме вода. И однесувањето наше кон водата, и таа го прифаќа. И затоа тоа студенило кој ќе влезам јас внатре воопшто не го ни чувствувам. Точно е дека постои она температурната разлика, тоа и се користи тој момент, надвор ако е снег од 0 степени, и минус 2, 3, водата е секогаш 5-6 степени. И она благопријатно те прифаќа. Затоа што и ти се убави да се однесуваш. Затоа јас ја почитувам и природата, затоа и сум и благодарен што ми дозволу да уживам во овие природни убавини. И сето тоа што водата така ми има прифатено, преку тоа да им упатам и на моите пријатели здравје, убавина. Она што било неуспешно во измината година, нека се претвори во успех оваа година. Тоа е она што мене навистина ме полни преку целата година и заради тоа и луѓето и доаѓаат и го прифаќаат сето тоа. Кој ќе ги видам среќни, насмеани, искрени во себе. Со една мисла дека ќе дојдат, ќе се видат со некој пријател што можеби во измината година не можеле да се видат. Со оглед тоа на наше ветромети на животно што имаме, можеби и вештачки направено, но како и да е, единствен простор и место кај што може да се најдеме. И да се видиме после толку време, да си посакаме еден на друг најубаво, оно што во моментот го чувствуваме. Затоа јас го сакам и врежено е во мојата подкожно ткиво, врежено е да јас секој 5 јануар
Доаѓам овдека и влегувам во ова прекрасна, бистра вода. Јано морит, Јано лелеј, Севдалино, моја росна, Јано мори, детерино. Но пред да влезе во бистрите води на Треска, Јаков и пее на Јана, неговата Јана, онаа која легнала и заспала покрај Треска и ги пуштила своите камени коси во ладните речни води. Детерино. Наспроти мене ќе забележите гребен има еден. Стоејќи така едно време, обично во оној период јуни-јули, кога е полна месечина, се осветлува една контура каде што веднаш ви се открива како да легне, да спие жена, како да вечно спие, или како да е нем сведок на времето. Јас таа планина, тој гребен го нареков Јана. Сета она флора и фауна што матка ја изобилува во себе, прави една збирштина која разликува од многуте простори што се наоѓаат во близина на било кој град. Меѓутоа, среќни сме ние луѓе, каде што не само тој име матка, туку и сето она што матка во себе содржи ги привлекува. Самото уживање во ова наша матка предизвика кај човека возобновување на сета она и мртва клетка ќе ја разбуди. Еднаш на матка стаца, чека храм на спокојни, секому отвора душе, ќе сетиш планински опој мирис, топлина од студена вода, пештерски убавини, а птиците пеполет, да тоа е матка. Од манастирска пештера жагот се слуша, песна се пее, матка ме ви